Дали знаете, Билјана, што се дешава у свет на гаврани? Дали знаете дека... Добро, не сме орнитолози. Не. Мене прва асоциација Едгар Алан По. Знала сум. Дали сте чуле дека еден гавран кад ќе умре, околу njega се собере цело јато. Не за да га жали, како слонови што правив, него тој јато истражуе за негову смрт. Исто такој, гаврани имав и суд, у кој што ги казнуев припадници на јато, кои ги прекршиле правила на заедницу. Например, ако некој гавран изврши кражбу на храну од малецки гавранчиња, тоа е многу големо, дури смртно дело, па му се вади перје све док не биде онеспособен за лет. Ако сруши туѓо гнездо, обавезан е да изгради ново под супервизију на осталиот јато. А ако се пари с туѓу женку, не дај Боже на најдоброга другара, следи смртна казна, с кљунови сви по главу га клјуцав и он умре. Наше јато га предводи ка царска, а сви остали гаврани га кривив систем. И сви вршив општо народну прозивку на народ, дека народ е крив. Зашто гаврани да бидев попаметни од нас и посавесни? Интересен вовет. За некој што се бави со политички науки, политички систем и кога ги учиме студентите на предполитичко општество, кој е во хаос, во неред, законот на посилниот, нема ни етика, ни поредок, ни закон, ни ништо, и преминот кон организирано општество, нели? И изликува дека елементите на таа организација постојат во животинскиот свет кој не така лесно го омаловажуваме, го сметаме, тие немаат свест за себе. Изликува дека слични приказни може да се најде, вие ги спомнавте и слоновите, можеме кај мравките да најдеме, кошниците на пчелите, организацијата. Така што сега кој е проблемот? Има една општа деградација, ние што сме вака постари, зборувам за себе, еве веќе и во пензија, паметиме подолго и паметиме жал приказна на премин од организирано во неорганизирано општество, на тотална деградација. Сега, издвојувањето на личностите како виновници за дефектите во системот е најлесниот дел. Тоа е некогаш со право, некогаш некој може и онака каде покрај сувото и сировото и така натаму ќе настрада. Меѓутоа, јас сум левичар. За нас левичарите системот е базата и фактички луѓето се формираат врз основа на општествените услови. Не дека ние се раѓаме како формирани личности, затоа што имаме гени наследено од родители или што. Туку социјалниот контекст е оној што од најпаметниот може да направи глупав, наивен, неснаодлив, или од најнеспособниот да направи итрец, политичар, премиер, било што. Така што јас повеќе сакам да ги гледам овие општествените феномени, структурните феномени. Сега како и зошто, би рекла дека еден систем заменивме со друг, тотално некритички. Стариот добар Маркс велеше заедно со водата во која се капе бебенцето, нели, кадичката, сме го фрлили и бебето. Значи, она што е добро, отишло, затоа што ни ветија триумф на либерализмот, доаѓа крајот на историјата, се отвара нова ера, се што било во минатото било лошо и така натаму. Јас не верувам во такви резови. Нормално тоа беше бајка за мали деца и ние може би добивме некои нови видици, да речем, хоризонти по
распадот на претходната држава која се покажа за жал нефункционална и неспособна да ја одржи кохезијата на гавраните или на мравките или на пчелите, како и да го наречеме. Меѓутоа изгубивме многу пред тоа. Значи тотално фатени во еден виор, по една матрица, по една инерција, како сите, така и ние, рекоа, пад на Берлинскиот зид, сите овие од Централна и Источна Европа се променија, мораме и ние, ајде на брзинка уставот, за 6 месеци устав се напиша, без никаква дебата, без никакви стручни, да речам, продлабочени анализи и слично, и потоа ќе зборуваме дали имал уставот фалинка или фабричка грешка, па потоа стана дури причина за конфликт. Во 2001 се тврдеше грешката била во уставот, па уставот предизвикал војна, што е тотален нонсенс, не може еден акт да предизвика насилство, колку и да е неправеден. Од друга страна, можеме да зборуваме еве за најбрзи решенија, сменија личност или сменија партијата обично. Па ајде ќе се кладиме сега на другите, па тие може во истиот систем ќе дадат нови резултати. Не може. Тој систем создава вакви резултати. И според мене паметно, непаметно, додека системски од корен не се променат нештата, ние левичарите затоа велиме за себе дека сме радикални, што доаѓа од зборот радикс корен. Значи не дека сме брутални или насилни, туку затоа што сакаме од корен нештата да ги смениме. Ја мислам дека се додека површински средуваме, фиксираме и кацарска ќе замине, дали во пензија или на друг начин, не знам. Ама ток не замине. Ќе служи за добар изговор, таа е виновна. Ова не го зборувам со симпатии за кацарска, да се разбереме, туку е случајно, вие ми ја дадовте, можевме за некој друг да зборуваме. Меѓутоа не е до личноста. Поентата е дека личностите си се адаптираат и ја примаат дури духот на институцијата, па се прилагодуваат дури и ликови кои за мене лично се големо разочарување, кои поседувале капацитет, кои имале интегритет, на кои јас сум им верувала како на лица што гледаат и со визија, и со морал, и со желба да променат, кои одеднаш ќе се најдат во еден контекст и веќе гледате друга личност. Ја веќе не можам некои личности кои ми биле блиски да ја препознам. Велам, тоа ли е таа или тоа ли е тој што го познавав толку време? Значи ли тоа дека професорка не се снајдесмо баш добро у прелаз од мултиполарен свет у кој што живееме у данашно време и хаотичен распад на стар поредак. Па за тој се створи една атмосфера на, да се навратимо, прозивку на народ. Па ми се да кривимо деца, кои што се повише и повише бегав од државу. И вчера слушам дека информација е добиена, што исто е поразително, од странски амбасаде у Кочани, куде што е извршена анкета по школе и куде што од ученици, од 20 ученика у едну паралелку, 18 ученика од Кочани децидно тврдив дека сакав никад више да не се вратив у Македонија. Пазите, више не зборимо некој да си иде да студира, па можда да остане у западен свет. Значи, ми смо склони на тој, од мултиполарен свет, да отидеме у едну другу крајност, куде што ги кривимо тие деца. Ми више не га кривимо толку систем, него кривимо ги деца затоа што ќе побегнев и затоа што, уствари они бегав од државу која што ги остави на цедило. Они не бегав од добро, нели? Од систему кој што правда не е слепа, не ни е слепа правда, до толку, него гледа само према моćници. Отвара ги очи само према моćници. Па нормално, не сака ни... Куде погреши смо? Ја не сум за тоа да си ја земаме вината сите подеднакво и она колективно, да се посипеме со пепел, па да речеме, те погрешивме. Да, чувството на одговорност, особено велам кај мојата генерација повозрасна, постои. Видовме
едни златна ера, еден пик, една можност, каде што, например, дете на работник и домаќинка стасало до професор, без врски, без никакви интервенции, потешкиот патек од треба, и то намерно. Јас секогаш сум ги бирала потешките патеки, не сум сакала нешто на брзинка, па ајде во звање, избор и слично. Не, јас сум сакала се испробувам во тој мултиполарниот свет, нели, се што сега е модерен да го зборуваме. Значи, во светот како таков, каде што не да бидеш прв у село, туку ако треба последен биди во градот, ама пробај си ги силите. Велам, чувството на нашата разочареност е тука и од тоа нема да се ослободиме, зборувам за мојата генерација, дека на нашите најсакани, на нашите деца, внуци, следни генерации, јас така ги гледав студентите, секоја нова генерација како мои нови деца, кои треба 4 години да ги изведам напад, со едно чувство на жалење, на каење, на самообвинување, да, во некоја мерка, дали можевме повеќе. И сега, што може поединецот да стори? До некаде историјата покажала дека и личностите можат да сменат историјата. Иако пак јас тука ќе земам оваа другава, поширокава експликација. Личностите се создаваат во одреден контекст, значи кого и да земеме како пример, Че Гевара или Кастро или не знам, и Трамп. Трамп е производ на своето време. Тој е симптом, тој не е лидерот што го променил американското општество. Напротив, американското општество на некој начин барало под наводници некој што ќе го зборува неговиот јазик, што као ќе го разбере, неговата мака. Ние истото го правиме. Значи, бараш демагог, бараш некој што го зборува твојот прост јазик, оној елементарен. Ние, интелектуалците, можеме да се подсмеваме, као, колку е овој говор никаков. Јас сега читав оваа националнава стратегија за безбедност, мислам, од првите страници се крсти човек на јазикот, велам, на интелектот. Меѓутоа, тоа пали, тоа успева да допре до народот. Сега, нашиот проблем кој е? Што ние на народот веќе мислиме како на маси. Кој ќе го наречете множината, мноштвото, граѓаните, маса, тоа е толпа. Тоа е, значи, некој што не знае што е добро за него, па сега јас ќе му кажам. А всушност овие популисти во највулгарна смисла на зборот, тие имаат уво за тоа каде тие се жалат, што не им фали, што. И тие преземаат таа реторика, ќе излезе на бина и ќе каже, да, народот е несреќен, видео, јас ќе го оправам. И нормално, додека дојде на власт. Како беше, она има една карикатура што обично се шири, кога волкот им држи говор како политичар на овците и вели, јас сум од сега веган, вегетаријанец и веќе нема да јадам нормално додека не се сменат околностите. Така што сложена тема фативме за да ја оправиме работава, меѓутоа... Ајде малце да разведриме. Празници. Така вика и премиерот. Празници се ближи. Ај малце да се развеселимо, молим ви се. Што беше тој? Што беше тој? Фрапирани су, што викате, маса огромна, толпи на народ у Македонија су фрапирани после такво изјаву. Толку у погрешно време, толку на погрешно место. Ама не е само една. Значи, изјавата во овој момент, сега која разговараме, јас сум ја чула најмалку 2 пати на 2 различни места од истиот човек. Тој е веќе мантрата, тој е веќе пораката, тој е веќе... Дури не е ни оригинален, ако сакате. Имавме една министерка од една претходна влада, која ви текнува за култура. Кога велеше, па дајте малку забавна музика, хумор, она, немојте сега драми, трагедии, и не знам... Трагедија е само статистика.
Не, најте Македонија, нешто да. певаljки, нешто народов треба да живее, значи удри бригу на веселје, што би рекла. Така што тој дури не е ни свесен веројатно за тоа што го зборува, затоа што свесен човек прво на она место, првото не смееше ни да помисли. Требаше да излезе да не знае главата каде му е од чувство на одговорност. Бидејќи млади деца му кажа одговорноста е ваша, политичка, морална. Значи, вие не направивте обид, барем гест, да речете ова го чувствувам за таков трагичен чин, што јас морам да понесам одговорност како политичар, како лидер, да покажам. Значи, тие се обидува да направат успех од тоа. Како брзо ги децата сместиле по странски болници, колку спасиле и така натаму, да не се навраќаме на вистина траурна приказни, особено во тежина на ова што го чувме во собранието. Беше неверојатно. Меѓутоа, безчувствителноста на овие што се веројатно забегане. Не знам како да кажам. Ако е универзитетски професорка, да бидам конкретна, си дозволи да изигра една сцена драмолетка на таа говорница. Да не знае да истумачи што е анкетна комисија, што е до некога предлог. Па уште треперење во гласот, па дојдете кај мене во канцеларија, па јас ќе ве утешам, па јас ќе ви мислам неверојатно нешто. А премиерот, велам, до овој момент на две различни места ја зборува таа работа. Јас размислувам, вака, погледнувате, знаете, на календарот и си велите, чекайте, човече, до празниците, нашите празници, се зборам, нели, како припадник на македонската заедница, почнуваат со нова година, па потоа се редат Божиќ, па ова, па она, па се до крај на јануари. Тоа водите. Да, меѓутоа до тогаш ние имаме 3 недели работа, редовни денови, одиме. Ама више, ви не сте опозицијата, ви сте сега пензионерка, ви не сте од позицију, нити ја, администратори. Ми не смо администрација да спојуваме и празници, и делници, и све. Овдека не се штити никад народ. И овој не ви го збору само затоа што сте левичар, овдека се штити функција. Професорска функција, у парламент. Не се бранив овдека животи, бранив се сметке. Не се чував стари луѓе, чував се фотелје. Кажасмо дека трагедија су само статистика. И на 10 декември ми зборимо, 9 месеца после неверојатну трагедiju, ми зборимо дека треба да се веселимо. И тој треба да биде порука. И знаете ли што највише нервира? Еве, како од граѓански аспект, нервира тој што како мантра га понављав сви од владеачку партiju. Тој се шири како корона се шири, како најлоша заразна болест, како чума, не знам како да го кажу по социјални мрежи. Видете што изјави. Па премиерот ни даде пас. Тоа е грин пас, ние да се веселиме. Тоа е авторитарниот дух на партиите, на организациите како такви. Ако сакате, ја до вчера, што се вели, бев вработена, сега сум среќно разведена и пензионирана, така што можам слободно да зборувам. Меѓутоа, дури во таква институција во која очекувате слободен дух, поинаква атмосфера, бидејќи не политичка, академска се зборувам, вие имате хиерархија која е невидлива, по која, за да се искачите горе, се гази по тела, се гази по судбини, се употребуваат секакви, значи бескрупулозност до дури бивши ученици ваши, некој бивши ученик бидне декан. Не има кете. Тие да идете на конференцију. Не, ме казни зашто сум организирала конференција без тој динар да даде. Да, тоа е друга приказна. Меѓутоа, поентата ми е дека
тој авторитарен дух навлегува и таму каде што треба да биде оаза на слободена мисла, на говор, на акција, на критика, на визија за поинакво општество, за детекција каде лежат проблемите. Па од таа диагноза, значи обично ние велиме, не е доволно и многу е лесно да бидеш диагностичар. Океј, ќе има сега и Да, нема слонце, немаш D3 у крв. Така. Меѓутоа, прашањето е кој е излезот. Значи, треба терапија, односно диагноза, прогноза, терапија. Па да се види кои се действията и така натаму. Значи, вие и таму имате клонирање. Помладите кадри сакаат да бидат исти како нивните постари професори кои, да речеме, или заминале, или се веќе на некоја друга позиција, тие не сакаат да бидат своји. Тие не сакаат да бидат автентични, тие не сакаат да се издвојат од стадото, затоа што е ризично. Потопло е ако бидеш окружен во стадо, зашто ако се издвоиш од тоа, а тоа била веројатно мојата најголема одлика и греф што сум го правела секогаш, така што затоа си замина во пензија без никогаш да имам никаква позиција, дури ни на ниво на тој факултет, за да мојот бивши студент потоа ме казни, ме разреши и така натаму, покажа моќ. Поентата не ми е во личноста, пак ќе речеме, случајно го спомнувам. Јас не можам да сватам наставнички совет, се зборувам, значи, надвор од политиката, намерно го правам, бидејќи е лесно да зборуваме. За политиката сите имаме негативна перцепција, лоша, и студентите го имаат. Од прв час кој ќе влезе, кој ќе ги прашате колку мина од вас мисла добро, дека политиката е нешто добро, во смисла на Аристотеловото општество на доблест, дека политиката гради заедница, уредување, вредности околу кои луѓето се обединуваат. Повеќето, значи 99% ќе ви дигнат рака дека имаат негативно мислење. Значи не ми е поентата затоа да одиме у политиката, бидејќи таа е доволно отцрнета. Ајде да ги видиме другите джепови во општеството. Затоа јас веќе трагам по зони, по меури во општеството, каде што може би ќе пркне нешто ново, некој поинаков начин на однесување на работа. Кога јас видов дека тоа го нема на универзитетот, си реков, ајде, јас можев уште 2 години да си работам. Кад су напунети со сашиени. Тоа се други джепови, не. Овие се оние прикрајци каде што надвор од мејнстримот, каде што сите по затапкана патека чекорат, од страв. Тоа го прават, замислете, на социјални мрежи, каде што треба на премиерот или на некој си нивен да му пишуваат, вие сте прекрасен, прекрасна, алал да вие. Мислам, тоа го прават не затоа што го мислат, зашто некој ги проверува. Тие луѓе се уплашени луѓе. Затоа велам се држат и оние што се поамбициозни во тоа стадо, сакаат да бидат калиф уместо калифа, што би рекле во еден стар стрип што го читавме од моје време. Така што прашањето е каде во општеството можеме да експериментираме со поинаков дух на разбирање, на соработка, на полемика, ако треба, за да дојдеме до решение на некој проблем, да го видиме низ различни призми. И сами видите затоа што сте многу активни на социјални мрежи. Например, гледам ви го објаву на Facebook, каде што се прашувате, ово е апропо диагностика и анализа на некој резултат. Ви сте уствари засегнати од најнов проект владин Safe City, многу повише од тој што дали е некој транспарентен и куде киде паре од казну, чиј е софтвер, за колку паре е набавен. Значи, кад ви уствари га диагностицирате, ви го диагностицирате рак рану на овој општество. Али гледам, ако за некој говор или за некој колумну имате над 100 лајка и некакву дискусiju, каде што може да се види слободен дух и критична мисла, барем на студенти кои што сте ги обучиле на такав начин, без онога декана што ве казнија. Ама за тражење на транспарентност и одговорност за Safe City
23-4 лајка. Ајде да се сложимо заедно дека не се по лајк цени некоја објава, Не. али може да биде репер за Може оној за што биде, сме заинтересирани. сега видете, она што не го гледа јавноста и еве убава прилика да го кажам тоа. Мојата комуникација со тие луѓе што го ценат веројатно или сакаат да си го проверат сопственото размислување, ќе ми рече, јас отварам наутро, нели, прво вести да видам ово, она, потоа одам кај вас да видам како сте го искоментирали, дали јас сум ментално разумен, здрав човек, дали добро резонирам, дај да проверам. Не сакам да си давам комплименти, да не ме разберат погрешно, меѓутоа има луѓе кои не сум сигурна само јас, можеби сега да не именувам луѓе кои не се тука, нели? Меѓутоа во едно изгубено општество, ние го викаме тоа аномично општество, во кој поединецов или е во стадо, или ако е надвор се чувствува како единка која лута во просторот и не е сигурен, неговиот здрав разум добро логицира и вели ова нешто не чини или овде тука треба да се види. Меѓутоа, му треба потврда дека е на добар пат во начинот на размислување. Тоа го правам и јас. Нешто размислувам, имам некоја идеја, некоја дилема, ја спрашувам по паметни луѓе од мене, за цела среќа живеат. Али обично за истомисленици мислимо дека су паметни луѓе. На мене лично ми треба идентификација со ваши ставови. Зборувам и за поширок круг и странски колеги кои се многу постари, поискусни, кои ми служеле, да речеме, како некој вид ментори и слично, и кои знаеле да ми плеснат шлакањето, чекај, смири се, жена, не е тоа така. Тој су биле капиталисти, тој не су биле левичари. Не, има. Значи, ако сум заслужила, ако сум забегок, ми каже, немој, ти си паметна жена, немој да во смисла смири се, може би емоциите, може би атмосферата во која живееш, не ти дава да си објективна. Затоа ќе те смири и потоа си велиш, чекај, има и друг начин на размислување. Така да, тоа е едниот начин. Ова што сега да кажеме дека моите социјални профили се многу поживи во приватниот дел на делот на приватни пораки. Таму е лудница, таму ја не можам да стасам да одговорам на сите прашања. Ми нудат кој што знае, да речеме, еве за Safe City. Ми читав нешто, тоа ме поведе на нешто друго и се однесував малку како истражувачки новинар и се велам, добро, сега како пензиониран професор можам да бидам истражувачки новинар. Имам време и ја ќе ви кажам на вас. И сега поставуваш логички, една работа е оваа што секој возач кој ќе седне сега е малку под стрес, посебно во Скопје лудница. Док да се навикнете. Знаете колку не е лесно на нас. Мини семафори кога нас не работив. А ви док се навикнете. Ќе биде, како во школа возачка, нели, на почетници сите ќе си почнат од нула, тој дел не ме загрижува. Ама дефокусира се јавност. Дали да биде 5 км на сат повише ако се вози, дали да биде толеранција, дали да не биде. Видите, а суштина го нема. Суштината, значи тие воведуваат нешто и тоа го прво го заборавија проектот на Рашковски. Значи тоа беше пред, ако не се лажам, може би веќе има и 10 години, па излезе афера, па за купување на оние фирми, па судски случај. Судскиот случај се викаше софтвер. Значи, набавени камери и софтвер кои не кореспондираат и овој не може да профункционира. Значи, некој испрал пари околу тоа. Тоа ви е првата индикација, си викате во ово општество нештата одат малку, ајде да си видиме ние дали овде се во ред. Значи, без предрасуда, чисто сакам да знам. И потоа пребарувате по сите можни канали да најдете информација кога е распишан тендер за овој најновиот функционален, затоа што веќе добиваме SMS пораки, нели, барем во Скопје.
нема таква информација. Па потоа доаѓате дека Мија спомнала на едно место дека во март месец ми се чини Тошковски нешто тендер и бил на посета во Израел. И веќе полека ви се отвараат едно по друго. Многу е интересно. Многу, мислам, права детективска работа. И прито овие луѓе кои јавно не смеат да кажат, приватно ми кажуваат: професорке, видете ова, видете она. Веб-сайт на израелска фирма која вели ние Safe City во една балканска земја веќе функционира. Во една трета земја. Едната. На брдовитом Балкану. Да не ви го кажеме името, да не сгрешиме, дали е само со ова или она. Има една господица Марпл, што отиде неодамна во пензија и она ќе открие све, затоа што немате реперкусии никакви. Да, тој мој Facebook статус, имав намера да напишам еден сериозен текст, ама не бев во тој момент. А што може најлошо да ви се деси? Не, да ништо. Немам време, не можам да стасам се да искоментирам, бидејќи така сега сум се грижам и за Палестина, и за Венецуела, и за Македонија, и за Safe City. Работата е во тоа дека работите властта не ги прави транспарентно и што создава сомнеш. Некогаш оправдан, некогаш може да и неоправдан, може се да е легално. Меѓутоа, тајновитоста и начинот на кој тоа се пласира, мене ме заинтригира. Знаете како почнав со таа тема? Читав текст кој се однесуваше на штетното влијание на Кина на Балканот, Западен Балкан. И сега, бидејќи работам на еден проект за кинеско-македонските односи, се што е поврзано со таа тема, читам и наоѓам таму дека Safe City Кина, не ја спомна Македонија, меѓутоа негде во регионот. Huawei систем. И точно е дека Кина си го има тој свој систем вграден во општеството. Значи, одамна кинезите научиле да почитуваат сите тие правила и да најдам. И не само за тоа, туку и за кривични истраги, за контрола на маси, пошто, знаете, колку луѓе има таму, и така случаи на несреќи, на face recognition, на препознавање на ликот и така натаму. Значи да, таму постои. Меѓутоа, мене ме заинтригира зошто овој истражувач, што е колега мој од Србија, кој го пишува тоа, не ga спомнува земјата, вели Кина, Huawei, Safe City, ја велам, не е можно нашите да зеле нешто од Кина. Тоа американците никад нема да им го дозволат. Туку ајде јас да видам сега од каде ова. И така ја почнав јас приказната, тргнувајќи од Кина заврши во Израел. Да биде трагедијата уште полоша, се зборувам можеби малку емотивно, бидејќи сум навистина инволвирана во оваа ситуација со Газа. Откривам дека таа фирма за која постои голем сомнеш, не го ни спомнувам сега името, се разбира, треба да доистражам приказната, се спомнува во листата на Франческа Албанезе, која пред повеќе месеци напиша прекрасен еден извештај за Обединетите нации, таа е специјален известувач за ситуацијата во Газа, во која наведе политичка економија на геноцидот, односно како се заработуваат пари, контрактори, фирми, вакви, онакви, за било какви логистички или класично воено профитерство, да, ситуации. Си реков, ајде јас да проверам оваа фирма, да не случајно има и таму. Нормално дека има. Таа е една од најпознатите фирми од одбранбениот сектор, приватна. Се знаете што е работа, и со некого разговарав, вика, па добро, и Кина го има, еве, и овде го има. Велам, знаете што е разликата? Во Кина, кој како сака нека си мисли, јас не му влијам, можеби јас не знам се за таа огромна земја, меѓутоа државата е таа што ги поседува податоците за мене, за мојот
изглед, face recognition, дали сум била таму, со кого, како, што сум правила и така натаму. Тоа е државата. Овде имаме ние јавно-приватно партнерство, односно приватно партнерство со трета држава. И сега мене како граѓанин оваа држава ми се поставува прашање дали моите податоци лични, лична карта, матичен број, кај живеам, каква кола возам, од која година ми е колата, кај се движам, обично кај ги правам прекршоците и така натаму, ќе завршат во некоја дата база. Сега да не звучам како Сноуден, ама на тоа се сведува. Дека овој матриксов што не следи во Британија, тоа е на свини е јасно. кај старата империја, така? Па добро. Тоа е тоа, живееме во еден таков баш матрикс и сега затоа велам ако веќе морам да бирам голем брат, подобро е тој државниот каков таков собствен, да речам, национален и тука ги чува, отколку оваа работа и при тоа профитот, прашањето на профитот. Јас не знам за колку пари е тој софтвер набавен, за колку време министерот спомна дека нема да се уништуваат податоците, ќе биле трајни, ќе се чувале и така натаму. Значи некаде ја не сум стручњак од таа област. Јас само поставувам прашања и така и го напишав тој текст на Facebook во вид на прашања што ме интересираат, има ли некој одговор. Се воспостави дека нема ни интерес за таа тема да се раскопа. Неколку портали го презедоа тоа, го преобјавија, никој не се грижи за тоа. И ова е само еден дел од нашето живење. Затоа, велам, ние не знаеме кој со кого и со што тргува. И се тука веќе може втора тема што ми се наметнува како трговија со луѓе, да речам под наводници, односно со мигранти, сега оваа цела хистерија што се отвара околу ја ќе ти дадам пари, ти ќе примиш. Пребише. Значи се е за пари, се е за профит, се е предмет на продажба. Колку звучи уствари робовладетелски за еднога мигранта да се понуди на трета земја, која не е одбрал сам, која да се понуди 120.000 отприлике фунте по еднога човек. Ја чув некоја пониска сума, меѓутоа видете дури и да е колку и да е. Еве да речеме дека тоа профитабилна работа. Ја не можам да верувам дека Турција го направи тоа со Европска унија. И Европска унија би текнува пред оној бранот што ние го викаме овде бегалска криза, кога беше транзитна рута Македонија само, кога стаса практично до Германија, па Меркел ги отвори вратите и така натаму. И тогаш ја растурија Сирија свесно британците, Западот, значи една држава која не велам дека била демократска, многу сложена, етнички сложена, ние сите работи дури не ги знаеме или нема потреба да ги знаеме за сите држави. Меѓутоа едно функционално општество кое имало шанса и самото себе да се промени, да се демократизира, да го смени лидерот или што. Не, овие однадвор поттикнуваат. И сега го имате овој колјачот, што го викам јас, Джолани од ИСИС, кој е ценет лик, кој оди во Белата куќа, оди во кај британците, оди секаде, значи му се поклонуваат и така натаму. Станува збор за тоа дека иронијата веќе им ги уништите државите кои функционирале вака, така, то било општество, имало некаков поредок. Потоа ја губат својата држава, одат како несреќници, пливаат преку Медитеран, се дават. Јас никогаш во живот нема да заборавам сликата на малото детенце Айлан, се сеќавам и на името негово, легнато на брегот, на турскиот брег, кога го најдоа, затоа што мојот внук беше на таа возраст, јас утепав од плачење, затоа што детенцето беше детенце исто како, разбирате, на човечкиот аспект.
Турција си прифати мртва ладна да си прима дотации од субвенции од Европска Унија. Тие им рекоа, чувајте ги таму, во шатори, во субхумани услови, маса луѓе. Сега кога Мицковски вели нема да има овде шатори, прво климата не е малку поинаква. Нема да има и легална миграција. Не, рече и шатори. И шатори, хабови шатори, да, точно. Да, шатори спомна. А меѓутоа во Италија имате, баш денес ја гледав сликата, италијанскиот Гвантанамо, знаете на тоа на што личи? Тоа се луѓе кои може да се и најлоши и најдобри. Ја не знам какви. Не можам да знам. Така, непознати луѓе. Тие не ги исполниле условите за легален престој во Британија, што не значи дека се криминалци. Не, значи, и јас и вие утре да аплицираме, ја не знам виза дали ќе добијам, што се вели во таа амбасада, зашто многу зборам. Ви нема да добиете виза. Не, ви може да добиете визу за Буркина Фасо. Таму куде што се национализираат општи интереси и куде што одеден пат у цел свет искочи новинска агенција и вика, они су комунисти, мора нешто свет да направи. Не, фала Богу, има земји што не бараат визи, така што можам и таму да ме Кина едно. Фала Богу, Кина не тражи визу, ама затоа ми тражимо на кинези. Ми тражимо, многу се. Ми сме уствари една, без разлike дали су криминалци и дали су многу се љутите затоа што сте против ксенофобију, некој кад ќе каже шљам на друштво, отпадници, талогот на талог кад ќе се каже. Стварно евидентно е колку сте против тој ксенофобију, али што тие луѓе, какви да су, не идемо у категоризацију, што тие луѓе би тражили уопште. Ја мислам дека они за месец дана не би издржале овдека. Ми смо, може да се сложимо дека ми смо една војна база овдека. Ние зборувавме, имаме кампови. Почнавме муабетот и со децата од Кочани, кој може би специфична средина во тежината на оваа ситуација, што се уште како темен облак ги јаде тие луѓе. Меѓутоа, прашајте го истото прашање и во, не знам, во Струга, во Охрид, во Кичево, каде сакате. Сите деца сакаат да си одат од тука. Ми смо си имигрантска рута. Ми не треба да питаме азил. Значи, ако нас не е арно тука, како можеме да очекуваме дека нови луѓе, за тие луѓе имаше, дури ми се чини такви коментари, дека казна е да ги пратите во земја како Македонија, во која нејзините собствени, да речеме, здравствени осигуреници не можат да добијат нега, грижа, брза помош не можете да добиете. Мислам, секој од нас има спомени, јас имам спомени мајка ми кога замина, во каков шок бев, да јас му велам жена од 90 години, го губи здивот, готово се гуши, тој ми вели дај ми на телефон да ја чујам. Човече како ќе чуј, ќе го задавев, да бев у тој момент блиску до него, ќе го задавев. Он мора да се увери, Билјана, нема доволно амбулантски возила. Јас живеам на 10 минути од брза помош, значи му велам човече додека ја тебе ти објаснувам дека женава ми се губи, веќе ќе стасавте до тука. Стаса, шоферот си седи, нема кој да ја дигне жената и така натаму. Да, значи, од друга страна онколошки пациенти. Сега зборуваме, да, онкологија и што се не, значи ова е куќа на хорор на некој начин. А при тоа, да, јас ги разбирам луѓе. Може да су они биле воду што су примале. А и малце од другу страна. Може, па нешто може и затоа нарни работи ги тера да мислат, не знам што е тајната на... Што би правиле, ја не викам што би правиле тие мигранти, тие луѓе, да ги кажемо луѓе што ќе дојде. Многу е поинтересантен момент зашто по сваку цену Британија сака да се откачи од нима. Мислам дека тоа е реторика сега на СДСМ, колку што гледам, затоа што они сега ту информацију го третирав преко страх. А страхот ќе улегне у коски. Да, тоа е сигурна сам дека исто би правиле кад биле
ВМРО исто би првиекот би биле опозиција сега. Ама тоа беше случај. Нели? Текнува во времето на Мила Царовска, кога беше министер за труд и социјала, мислам исто. Имаше, се откри дека некои NGO-а подготвуваат прирачници како да се третираат луѓе ово, она, и се создаде исто таа фама, еве ги готово доаѓаат мигрантите, па овие негираа, па ВМРО ги напаѓаше, сега се случува. Јас не знам што е вистина. Знаете што е? Повторно доаѓаме до на нетранспарентноста, до незнаење. Ние сега шпекулираме, што значи можеме или да ја девалвираме таа информација, да речеме, глупости овие сега шират паника, можеме да го надуеме балонот и да создадеме дека само што инвазија на дивјаци не дошла и слично. Не, јас барам малку да ја симнеме топката, да дишаме и да видиме на што сме. Прво, каков договор подпишаа? Каков договор подпишаа во Лондон? Ви текнували дека на факсимилот што ни го покажаа за да се пофалат стоеше непостоечка државна функција, подпредседател на Комисија за нешто за разгледување. Нешто, некоја беше сега во моментов, не ми текнува, меѓутоа лесно се наоѓа. Значи, помпа се направи, триумфализам, ние и британците моćна сила, ние американците 350 милиона, ние и Европска Унија 500 милиона. Мислам, овие се изгубени во ова. Прво не ги гледаат геополитичките односи внатре. И сега, знаете, иронијата во тоа преживте зашто Британија се ослободува. Затоа што, да, за нив тоа е шлям. Тие секогаш се однесувале така кон колонијалните своји тие поседи луѓе. Тоа не се луѓе со сина крв, како нивната аристократска. Тие не вредат. Тоа се disposable lives. Тоа се оние животи кои можете да ги вака потрошите. Така. Можете без нив, тие ви се трошок, социјален ваков, таков, дошле до таму. Тие го имаат тој проблем, ако ви текнува на почетокот, уште Полска се обидуваше да се сосеме интегрира, уште Британија беше во Европска Унија, па фамозната приказна за полскиот водоводжија, кој ќе дојде во Британија, ќе им ја земе работата, лебот на овие што умираат да бидат водоводжи. А жив водоводжија нема, и тие има исто проблем со занетчи, со луѓе од знаење. Седно, сакам да кажам, тоа е една психологија на тоа општество и сега тие наоѓаат некаков, да речам, начин и тоа влада, која морам да кажам е во драстичен пат, општеството има драстична криза, премиерот им има 20% поддршка во општеството и ние од една таква држава во која дури не гледаме со кого склучуваме договор, овој нашиот отиде и тоа го представи како голем успех, како Тоа се наши стратешки партнери. А ми сме после Данску одма тој договор никој не го виде, го бара во собрание да го разговарате. И потоа, знаете, почнувате да размислувате, чекај, па ние за национални прашања не ги дознавме работ. Како дознавме ние за Преспанскиот договор? Јас лично знам како јас дознав. Пред во Македонија воопшто да биде нешто спомнато околу неговата содржина и дека е подпишан и дека готово им го има на 20 страници, пријател ми го праќа од Катимерини англиската верзија како факсимил и ми го праќа во порака. И ја читам, не можам да верувам, го прочитав прво нормално на англиски, од грчка страна стаа се информацијата. И јас размишлям кој е тој грк левичар што ви го испрати. И грци левичари ги има за среќа. Не, и не мора да се сите левичари, фала Богу, си имаме пријатели со различни убедувања, битно е да си се почитуваме. Поинтата ми е и бугарскиот договор чекор поназад, 17-та година, им го поделија во собрание на една затворена седница на листови, бидејќи тој е краток, тоа е 2 странички едва, им го поделија
и потоа им ги собраа листовите за да случајно не излезат со нив пред медиуми. Значи, во оваа држава за нас се одлучува како за стока, како за некој што не заслужува да биде испочитуван, прашан, консултиран, известен, како да сме глупи, како да се тие. Правилки, криво па на ланачко, поубаво живив од нас, професорки. Слободу имав, он имав поголему слободу. Видете, ако една влада така се однесува кон својот народ, таа тргува, таа од Македонија, и сега се враќам на мигрантскава криза и прашање кое се создава, ја претворија Македонија во територија, значи ја лишија од сите елементи на државност, на политичка заедница, не е ни на гаврани, не е ни на пчели, не е на крави, не е на ништо. Значи ние сме тотално лишени од својот субстрат, од својот интегритет, од правото да бидеме општество и да бидеме заедница. Тоа е она што мене ме недостасува. Заедница која ќе се грижи за своето добро. И да, јас сум за тоа дека ова треба да се критикува, треба да се биде решителен, не да се драматизира и да се префрла вината на некои луѓе кои како што ги кажувале за концентрациони логори, за Треблинка и за Аушвиц, така сега овие луѓе ќе ги качат дали на бродови, дали на авиони или на не знам што и ќе ги стопорат во не знам во Мариово или може на Бехтелиенка и фалат. Ја дури почнувам веќе теории на заговор. Зборуваат дека немаат работници кои треба да работат по патишта на нели ветија инфраструктура. Не знам, навистина не знам, јас само гласно размислувам и поставувам прашања. Ке биде, да не биде само, знаете ка виц, некој човек средовечен да се оправда пред своја жену, сакаја малце да погледне со соко и туѓи жене, и сваку жену што го погледнаја, и док бија с њума заедно у друштво, и она га прекоруе. Зашто гледаш? Сакам да ти го покажу, овај на нашега пријателја му е љубавница. Овај на нашега кума му е љубавница, овај на овога, све блиски људи, док она не дознае дека и он има љубавницу. Ама пошто е он богат, много, и она неќе да го остави и вика, не се секире, наша си е најубава. Поубаво да не биде после наши мигранти су најубави, највредни, најдобри. Ке ги запослимо, ке им дадемо све здравство, социјално не може да им дадемо. Они па нема вајда да бидев толку захтевни, све да сакав, да бидев поголеми граѓани од нас. Се е во сфера на шпекулација, меѓутоа она што е сигурно, што го знаеме, е дека ние се задолживме кај британците, кај унгарците, кај не знам веќе кај кого се не како Грчка, него како да. Значи ние сме до овде. Како нашата држава, професорке. Дужна си како нашата држава. Читам ви ги забелешки што ги имате, односно не су забелешки, него изразуете личен став затоа што евидентно е дека ga читате Такер Карлсона. За Запад он вика дека понекад ми е тоа тотално контрадикторно и Карлсон сам по себе, кад збори за трансхуманизам, кад толку нели у Лондон беше, док бесте ви у кино, Карлсон беше у Лондон. Која парадигма е тој? Постхумана, не знам како да го кажу више, постчовечка. Али anyways, за западен свет, он вика дека this is the behavior of a defeated people. This is what it looks like when you're on your way out to be replaced by somebody else. Он га збори тој за луѓе у Лондон. Он се плаши. Да, тоа е антимигрантско чувство и тука не се сложувам. Али понекад се сложите с njega. Понекад се сложите. Видите, јас се сложувам со него, за него не сум го знаела долго време, а тој веќе бил познат во тие кругови, да, како новина уште во Fox News ми се чини и така. Еден пријател со кој многу споделуваме
слични погледи на свет, а не сме се сретнале во живо се уште. Меѓутоа, преку овие месенџери, така ќе си нафрлиме некои... И тие видео негови, и вели, критиката на воено-индустријскиот комплекс на САД, милитаризацијата, воениот буџет, авантуризмот, да вие војувате по светот ваму таму. И тука почнав да го следам, иако не ми е омилен лик. Значи, он е идеолошки на она крајната десна страна, пак му помагаш и на Трамп да дојде на власт, се сеќавам, учествуваше во неговата кампања. Меѓутоа, сега веќе се дистанцира и самиот. И сега, интересно е, да, тој сега, не знам, да го вклопиме и во онаа стратегија на Трамп за национална безбедност, каде што на Европа и вели дека ја губи својата цивилизацијска големина и треба да се погрижи за себе како за цивилизација. Што значи тоа? Да биде бела, христијанска и така натаму, и се што оди у тој комплекс, затоа што ова се што доаѓа од страна го ремети и до идеалниот поглед на Лондон, на Париз, на Хаг, на Амстердам, на кого сакате, на Прага. Пољаците се исто така многу чистунци во тој поглед. Орбан се прослави кога поставуваше бодликави жици за оние во бегалскиот бран. Значи, таа идеја постои прилично широко е. Значи, ја и кога нели рековме критикувам, односно се обидувам на мојов народ да му кажам, немојте да го мразите погрешниот. Значи, не ви е крив оној што ќе го натопорат со селанци, со се врзан. Тој не доаѓа доброволно, тој не сака да дојде тука, туку барајте ја позадината на тоа. Значи, кој си прави пазар со човечки животи, а при тоа и ние ќе изгубиме, и тие ќе бидат несреќници, и ние несреќници. Мислам, при тоа го имате Трамп кој на својот инаугурационен говор при преземањето на функцијата зборуваше за тие мигранти, он си ја зборувал на латиноамериканската наезда на овие дивјаци, кој сака да ги бомбардира сега, нели, да ги стави под свое. Ја зборуваше таа приказна дека ги пуштаат од душевни болници, дека се тоа криминалци, тоа се силувачи, тоа се... Значи, вие цртате слика генерална. Значи, не гледате човек по човек. А пазите, кога се одлучува за азил, ако ја поднесам барање за азил со моите документи, тој надлежен орган во која и да е држава треба да ме процени мене врз основа на моите податоци и дали ги исполнувам согласно нивните закони. Секоја држава може да си воведе поинакви критериуми. Така што, видите, ја и тука сега морам да бидам искрена и да кажам зошто ова ме допира. Затоа што јас сум мајка на 3 деца, сите 3 се надвор. Да, не биле бегалци во смисла на несреќа, па собирале, се спасувале, пливале по мориња и така натаму, биле, студирале, докторирале, останале таму каде што се. Меѓутоа, си велам, а што ако моите деца ги гледаат низ призма на туѓиот, другиот, различниот, непосакуваниот, примитивниот, доаѓа од некоја непозната Македонија и слично. Потоа размислувам, ние минавме низ војни, целата територија на бивша Југославија. Знаете колку луѓе отидоа, и мои познати, и непознати, до Норвешка се, до не знам каде, се задомија се. При тоа Балканов е се уште како буре барут, односно со серија замрзнати конфликти кои во дадени ситуации можат. И се си размислувам, а што ако нам ни се случи несреќа, да треба си ги собереме дечињата, парталите и да чукаме по некои порти, да бараме чаре, затоа што не од убавина, не туку од нужда. И сега барајќи чаре по бел свет, Билјана, не значи, а што ако отидемо и не ги почитуваме закони таму каде што сме отишле, а што ако биднемо криминалци?
криминалот си е криминал, си постои кривичен систем, кривично правен систем. Затоа не треба да, како што прават сега во Америка, Трамп, таа негова ICE, ова агенција што ја формираше, ќе види човек со малку потемна боја на кожа, не облечен онака како што треба, веднаш го апсат, го депортираат во Еквадор и потоа сватиле, упс, овој бил американски граѓанин, враќај го назад. Значи, многу е ризично да генерализирате, да правите општа слика за цела популација. И затоа велам, барател на азил се одлучува индивидуално. Не, од сега сите тие барате, тоа го прави Трамп. Тој вика, сите, не знам тие кои колку таму држави ги нареди, веќе немаат право да стапнат на нашата територија. Идите си и оправите си го собствено државу, овдека не ни требате. Ама ние ќе ви дојдеме да ве бомбардираме и ако имате случајно нафта, диаманти, литиум или било што, тогаш, бога ми, нашиот интерес Америка first. Дали уствари живееме у времења кад име на луѓе допуштено да бидев оној што су, а они бирав да бидев оној што не су. И мислу дека у тој контекст негде и ја и ви се сложуваме со Карлсона. Затоа што ми стварно живееме. Не го заборавиме, Карлсон имало многу по попаметни луѓе од него што приказната Ајде да збориме за Ленина, затоа што и тој ми се врти некој слоган of the United States of Europe. Негов памфлет кој исто тако збори за човечки слободи. Зашто? Зашто смо такви проклетие што стварно сега имамо шансу цивилизацијско да бидеме нешто што сакамо. Некој ако се роди како жена, може да каже дека се осеќа како муж. Гледамо у атлетику, у спортски дисциплини, у пливање. Тоа се крајности. Ми бирамо да бидеме оно што не смо, Билјана. Не, тоа Ми бирамо да бидеме или буржуи, или да плюкамо по Карл Маркса. Да, постои дел на светот каде што е едно оаза, како што јас гледам на Кина, морам да кажам дека се повеќе се воодушевувам од таа земја, не само заради технолошките достигнувања, научни, облакодери, зградови кои не можете ги препознаете од пред 20-30 години до денес и слично. Тоа е, значи, патување во времето, во нова временска димензија, не само физичка и технолошка. Да, тоа е добро прашање. Од што се одушевиста највише од кино? Од културолошки, политички или социјален аспект? Колку сте имале време да посетите? Од социјален аспект, чувството дека тие себе се перцепираат и се однесуваат еден кон друг како во заедница, она тема со која почнавме разговорот. Значи, чувството дека не е индивидуата најважна, дека индивидуалниот да, постои кај младите, постојат тие промени, тоа е фер да се каже, бидејќи светот нема граници, овие влијанија, социјални мрежи, апликации, правење селфи па да ме направи поубав. Тоа го прават исто и младите во Кина, например, или цело време зјапање во мобилни. Мислам, тоа има некои што се опште цивилизацијски, таков ние за среќа не среќа дете, до таму сме стасале. Меѓутоа, општеството функционира како општество. Она што мене ме одушеви е, знаете што? Тие не се срамат од тоа дека биле сиромашни, биле понижени, биле ограбени, биле колонизирани, биле значи на дното. И во музеот во Пекинг, таму што е посветен на раѓањето на комунистичката партија, освен класичниот комунистички символизам и сето тоа, постои предисторијата на нивната ера на понижување, односно така ја вика, тоа е ерата на овие колонијални. Практично јас, знаете што си помислив, кога ги видов вака наредени, тоа се вака наредени во една витрина, unequal treaties.
кои морале да ги потпишат со британци, со французи, со овие, со сите што се... Како куде нас кад би имало Букурешки договор, пржино, преспански... Ви го земавте зборот идејата, значи ме разбравте. Не се знае кој од кога е поштетан. И ние не знам кој ден ќе си направиме, ако има среќа и народ да се избори за тоа, една витрина во која ќе ги изложиме unequal treaties кои ние сме морале да ги И ја на моите кинески пријатели многу им се восхитувам за некои работи, меѓутоа имам збунка зошто не ме разбираат. За нив е чудно дека јас не употребувам северна никогаш и си зборувам за Македонија. Тие сметаат дека мојата земја официјално се вика Северна и тие тоа го употребуваат. И потоа зад мене во некој муабет, некој од професорите, колегите на конференција вика: "А зошто оваа жена својата земја ја вика Македонија кога нејзиното име е Северна Македонија?" Аха, и си реков, ќе напишам колумна и тој ќе го направам многу скоро, бидејќи целата идеја е оваа што сега ви ја кажувам. Кога бев јас таму кај вас, ја видов во физичка форма колекцијата на договори кои вие сте морале да ја потпишете без своја волја. Никој не ве прашал, ве понижиле, ве ограбиле, вие тоа го паметите, не сте осветољубиви, тоа е многу интересно кај нив. Они научиле од својата слабост и рекле никогаш повеќе. Нема да дозволиме друг да ни кажува како да живее. Они тај чи га практицирав не да ги набилдав мускули, него да набилдав духовно некој свест. Духовна свест, стабилност, свест за себе, комуникација и она што мене ме восхитува, можеби затоа што сум и работничко дете, гордоста на тоа дека од сиромаштија успеале и кога ги гледате нивните големи компании, не знам, или постројки било што, почнуваат со славните традиции, кога биле сите скромно облечени, кога едва имале што да јад, тие го почитуваат трудот. Сега тук тоа е комунизмот, што да ви кажам, трудот го направи човекот и слично, да не одиме понатака. Ништо не ми кажујте. Значи, вербата дека сам со свој труд, со знаење, со селекција, немаат избори повеќе партиски, вршат ужасна селекција, најдобрите додат напред. И тие се тие што го отвараат патот за другите. Меѓутоа и оној што ја чисти улицата, и оној што е инженер, си добива честна плата, никој никого не го гледа од озгора, не го понижува, тие се заедница. Секој во таа заедница, како во кошницата, како во јатото или што си има своја улога. Куде размишljам, док толку убаво пластично ги прикажувате работе, размислуju куде би ни бија крај да го земасмо на времето милиарду од Тајван, наместо што ги употребисмо сви дипломатски и недипломатски. Само Тајван не го спомнувате. Наместо што употребисмо све што беше недипломатско, да се уклучиме у некоја комисија за загрозување на муслимански права у кино. Неќу да збору за тоа. Сакам да збору за нешто друго. Како ga гледате, од близко сте ga виделе, кинески рапидан развој у вештачку интелигенцију и у биотехнологију. И слаже ли се тој с вашу идеju за прогрес? И какви евентуално би биле ризици од тој прогрес, ако зборимо за едно трансхуманистичко аниме општество? Морам да кажам дека до толку не ја познавам Кина, значи тоа е толку огромна земја, толку различни аспекти има што јас сум била практично 2 пати минатата година и оваа година еднаш со комбинација на Шангај и Пекинг, ама за краток период. Можам да ви кажам една анегдота, која потоа ми раскажував во хотел прекрасен со 5 звездички и така натаму. Си влегувам во лифтот и покрај мене си влегува роботче како она малото R2D2 што е од Војна над звездите. И туку не знаев како да се однесувам, што да правам,
Мислам, самата си се смеев, си притиснав нормално на ова спратот на кој одев, не знам тоа како функционира. Меѓутоа, таа во 4 очи, што би се рекло, средба ми беше единствениот начин да видам роботика од тој тип. Потоа ми кажа дека се тоа некои деливери услуги прават и се шеткаат по тоа холод во хотелот. Ете, Биljana, и они су ксенофоби. Нема сенегалци и криминалци од Британија за брзу доставу. Има се пошаренило и во Кина, затоа што Кина веќе ги привлекува луѓето да ја запознаат, ако ништо друго. Меѓутоа, да завршам приказната со роботчето и раскажувам приказната на моја пријателка албанка од Албанија, од Тирана, која има докторирано и живеено подолго време во Кина, па бевме на оваа конференција заедно и велам: Марсела, леле, викам, колку смешна ситуација, не знаеш што да правиш, што се дали да се помрднам, дали тоа ќе се помрдни. Како на ChatGPT да му кажеш ти фала на крај или не? И таа ми вели, не, вика, имав јас една ситуација, требаше да влеземе во лифт и јас му правам пречка. Го попречува да влезе. Вика, тој ќе тргне таму, јас само. И си играме цик-цак. И вика, едно време направи едно лиценце, онака тажно, како, зошто не ме пушташ, смисла, вика, себе што не заплака. Помал сам од тебе физички. Сега, тоа е нова димензија во животот на човештвото, веројатно, може би Кина прва ќе го искуси. Меѓутоа, сега тука, јас би им препорачала на сите, што не го читале Исак Асимов, нека почнат, ама буквално се нека, цела Foundation сага, мислам, тоа се вака книги кои изгледаат големи, меѓутоа како алва се читаат и се сеќавам дека во времето јас која читав и мојата најстара ќерка и таа каже: мамо, побрза, јас завршив со ова, сега чекам вториот дел да го... Значи, станува збор за човечката цивилизација која наводно веќе населува различни созвездија, патува ни вселената и така натаму, меѓутоа и со животот, со роботите, со дали имаат свест за себе, дали имаат емоции, дали... Не сакам да ја раскажувам, наистина е многу одамна, ја читав, време да препрочитам. Меѓутоа, Исак Асимов е феноменален, гениален лик, кој до својата 50-та година, професор по хемија, универзитетски, напишал такви клучни, базични учебници по хемија, кои се уште се релевантни, и потоа вели, доста ми е, ајде, чао, јас ја ќе пишувам... Одох ја у sci-fi. Отидов ја да пишувам. И ова што го има напишано е буквално како да зборувате за Жил Верн. Како да зборувате, сега ние почнуваме полека да навлегуваме во светот на Исак Асимов и на тоа ново време во кое нештата ќе бидат малку поинакви. И се знаете зошто е ова интересно и за Кина е важно, затоа што демографскиот пат е секаде присутен. Не се раѓаат деца. Старе е популацијата. Не само во Кина, заради едно време ја има онаа политика на едно дете па ја сменија. Генерално, ние старееме, Македонија е старо општество, Европа старе, Америка старе, Кина старе, и тоа е факт. Пазарот на трудот, годините, потребата да имате нега на стари лица и така. Ајде, Биljana, ќе измислив још некој опасан вирус како корона, па не само што ќе остаримо, него ќе испоумремо сви. Дали у Исак Асимов или у некој другу литературу сте читале још на времето, су биле спомнати и македонски робови. Македонски робови за кои што још не смо транспарентни како општество, да кажемо дали зимав дуплу дневницу у неделју ако работив, дали се плаќа поштено преко време на работа. Тој су робови. За брзи возови у Кину, па ми имамо бесплатен јавен превоз у Куманово, па тој не да су брзи, не доваѓав на време, али су многу брзи. Ама кој ќе го фати? Дупки наши, да бидеш брз, е многу
многу поголем успех Па него вие да бидеш по имате убави путишта. адреналински трипови, мислам, баш нека. Баш со трипови. И Баш. ве држат, затоа сте во добра кондиција, Да. и духовна. Овој забрави да ви кажу, овој пишува на етикету Made in China. Не Многу. ме задевајте, леле. Made in China пишува и одувек ми е било фасцинантно. Како може, симпатично е, не е лошо. Многу е убав. Доста е старо, например, у добру е кондицiju. Ама Значи, ако е свила, тоа нема знам грај. дали е свила. Па Знаете што вика? ако е Кина. Бесте ли у некоја продавницу у Кину све за 99 денара? Не сум, не. Нема не, такви не, продавници. Не, може има, ама не сум била. Од увек ми е било фасцинантно како едно овакво, ајде да го кажемо, безвременско парче може да се продава овдека за 700 денара, а да е сашиено у Кину. Па, ке ве оставу за некоju другу прилику да зборимо за експлоатацију на радну снагу и у Македонија и у Кину, ако се сложите. А сега ке привршимо со тој што ке ве прашам дали мислите дека Кина напредуе толку брзо затоа што нема време они да пишуев на форуми за буквално све што се дешава. Не, грешка сте. Многу сте грешка, многу. И дали нешто може друго да споделите с нашу публику, освен дека паркови су им многу средени и имате еден статус многу добар каде што викате дека комунално функционира и дека никој не им дава посебну награду на луѓе што работи во едно комунално предпријатие. Не. Дали затоа што може да има чипови? Нешто може би... Може да су чипирани нешто погрешно за може би комунално. Не е комунални... За комјунити, за заедници центар. И за комунални како функционирав, да ги кажу, заеднице по Ушангај, например. Тоа се комунални центри во кои вие можете, дури да сте странец, например, во центарот ги има на повеќе места, да речеме сте го заборавиле полначот за мобилен и... од тој аспект комунален центар, добро. Разбирате, се е бесплатно. Или вашето палтенце прекрасно, сте го натопиле со нешто, па не знам, треба да го испеглате или нешто. Обични практични работи влегувате и ги добивате бесплатно, стојат на располагање на секој. Дури и ако сте бездомник, тоа ми го кажа локалците, пријателите со кои се шетав, ми вели, ако случајно останеш на улица, не знам од која причина, ќе појдеш таму, ќе те приберат, ќе те сместат, ќе ти, значи, без пари и така натаму. Така што тоа е она што ние своевремено постарите го памтиме како местни заедници, како домчиња, како места на збирање, на школски представи, игрорни групи, читални, се игра шах. Да, мислам, луѓето... Кое се на улица, кажуете, игра се... Се игра на улица, неверојатно, и тоа, бидејќи веламе популацијата и старе на свој начин, возрастни луѓе си се дружат, знаете како кај нас, велиме во Скопје, жена парк, седнати пензионери, па кукаат, пензијата стасала, не стасала, лекови, овоно. Овие луѓе играат, танцуваат и се влюбуваат. И чув за... Тоа име место каде се дружат и вдовеци, вдовци, разведени или како и да е, whatever, има и други поинтересни ситуации. Меѓутоа, еден народ кој наоѓа животната радост да си ја покаже и не се срами од тоа. Кај нас порано седнувале луѓето, се дружат на слава, на роден ден, на што и да. Искаат се за политику. Не зборам за едно време во кое ќе запеа. На крај се пееше, се трешташе музика, сега се караат за политика. Мислам и ќе се разидат на пола пат. Кина е фасцинантна на многу. Зборим све енглески, нели? Не сите, не. Има, меѓутоа сите се со апликација за превод. Знаете тоа што нема ве отпор како французи што има. Не, французите посебен пример. Овие имаат
технологија. Значи, одма го вади мобилниот, апликацијата за превод, особено во ресторан, ако сакате порачате, или не можеме се разбереме алергична сум на тоа и тоа, да нема одма наоѓи и така натаму. Ме потсетува во многу нешта на сториите со кои ние барем пораснавме од Звездени патеки. И тогаш имаше оној универзален преведувач, ке дојдаа некои суштества од друга планета и тој преведува и они зборуваат еден јазик кој ние го слушаме како англиски се разбира. Во Кина е тоа надминато, јазичките бариери се надминати. Значи, дури немате потреба да го знаете јазикот за да се разберете за елементарни работи. А младите секако, младите зборуваат одлично. За срам на нашите луѓе, не изборам генерална популација, пошто доаѓам од академската фела, за срам на дел од академската сфера, каде што не знаат ни српски, а камоли англиски. Во Кина, бога ми, сретнав и афганистанци кои зборуваат перфектен англиски, оние талибанците, знаете. Или луѓе од различни делови на светот кои значи англискиот се прифаќа како лингва франка, дури во Кина нема отпор кон тоа. Дури имате и двојазични написи, имате инструкции, да речеме на овие автомат да си купите вода, сокче, сендвич, whatever, овие машините си има објаснување и за англиски. На автопатиштата патните знаци се и на кинески и на англиски. Јас си велам, супер, кога би дошла тука со кола би можела да се снајдам да возам со GPS, со ознаки по патот. Значи, Кина е отворена земја и разбирате, не се плаши за својот идентитет затоа што се отворила кон светот и го повикува. Бујрум, дојдете на туризам, видете а Кина, па потоа судете дали е ваква, дали е никаква, дали дискриминира, дали што прави. Така што многу за човек кој не знае или доаѓа со предрасуди, секе му пукне како меур во и тоа без да го индоктринираат. Никој ништо не ти зборува, ти сам гледаш и велиш, па ја ова не го замислува. Гледаш и се чудиш. Апсолутно. Да. Што е живот, Билјана? Пред едну неделju седите на конференцију на кој што брилирале сте, ми слушаме овдека за вас, с говор, с наступ, с све. Пред едну неделju седите у кино до тет-а-тет с талибанца кој перфектно знае енглиски, па чак што више и ви пружа руку и физички контакт со вас. Да. После тој доваѓате, дочекувате Safe City у Скопје, па се нервирате за транспарентно, затоа што не може да возите побрзо, и сак доваѓате на крај у Кумановску бању. Па ви знаете тој села ви. Ама ова ми е исто откритие, како што ми е Кина, зашто ја мислев колку е убаво и ова ми го кажувам од рекламни па цели не е тоа говорено. На вистина ја сум, бидејќи сум љубител на бањи, како сега веќе жена во таа возраст, повеќе сакам да го мирен одмор и патувам по соседниве држави во подрега по некое место кое даѓате да спуња овде, дочекат нешто што не го чек. Навистина, ја изледни Македонија не си ја знам допълно. Ја овој мога да користам. Ние. Ја си бара за глави сега прст, модрица ке ми остане, али донесе ли га, Можда ќе го потфату овој е за вас, сакам овдек да си ги ставите ситни паре, нека биде и фунте, и евра, нека биде нешто од империалистички свет, не можемо кинески јени само да стављаме. Море и тие вредат. Зашто паре со исто енергија. Ако ставите неколку, ќе ви се привлече још повише. Така ли, ова има магично дејство за пензионери создаден. Пари и речи, и паре со енергија. Што кога ќе се пушти универзум, значи привлечуе, за да имате пари, затоа што не ви е сигурно толку голема пензија, да сидите свак месец у некој бању. Ова е за вас. Благодарам. Овие се производи од Хидролаб, изузетни за вашу кожу, да ни останете младолика и
овој ке делуе толку да се опуштите што још поубави статуси на Facebook, да бидете влијание за помлади генерација. Благодарам. Не морате увек баш левичарски. Можете. Ова е нешто што го споделуваме со кинезите кога веќе сме нели околу овие работи. Културата на дарување. Да. Многу се почитува, многу се негува, се користи, просто има ситуации во кои може да се затекнете неподготвени ако не сте помислиле на тоа. Дарувањето е многу убаво. Да, исполнува, да. Немојте да се каете што сте го забравиле вашо прекрасно кинеско рамо. Леле, да, морам да се извинам, не беше идејата да дојдам во црнина вака, една толку прекрасна кинеска кашмир шамија шарпа имав и ми остана дома од брзање и кога дојдов тука доцна беше, се разбира, јас се надевам дека повеќе не слуша отколку што ме гледа. Таму сакаше тој да ви го кажа, имам за вас едно Леле, па многу е ова сега. Имам за вас едну книгу, она се вика За Малек. Тоа е роман за късмет. Да, затоа што ви сте Па многу ќе имам и пари, къспет и среќа и Зашто викам късмет? Значи, ем ке имате паре, ем ке имате късмет, пошто среќа не е у паре. И затоа ово е Благодарам, Ивана, благодарам на поканата, на разговорот. Еве за крешиме мишак нема да ви го поклону затоа што ми е поклон. Ќе си ја размениме кој ќе ја прочита. Ама мора да го прочитате затоа што збори за корону и тој не Еве, јас овде за Македонија која не ја даваме и за ова дека нема да ни ја затворат устата, ова се збирки колумни. За среќа или за жал, јавноста можеби повеќе ќе ме памети како колумнист, затоа што помина 4 век како ја секојдневно практично, односно секоја недела, а сега веќе и почесто дури. Ова се само избор од нив, па ми текна дека сте и самата колумнист и дека ќе се разбереме, па еве. Најубав поклон е книга. Кад би имале сега, не успеа нешто да импровизирам, молим ве опростите ми, кад би имале fortune cookie. Fortune cookie. Што би ви пишувало? Кажете ми за крај. Не знам што би ми пишувало. Јас знам една... Нешто можда од Блаже Конески? Како беше онај Господе Боже... Господи, драг Господи, како беше? Она, спаси ме од... Не дозволи да очи да им бодам, молитва. Ако таа оди лево, молитва. пушти ме десно да си одам. Може би тоа? Тоа е предолго за едно куки, ама... Добро, нешто кратко. Нешто кратко. Подкастри смо се. Подкастри смо се. Беше ми част и задоволство. И мене исто. Да, фала ви многу.